Од вторник до недела, Скопје преку Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ќе биде домаќин на овогодинешниот централен настан на подмладокот на Европската народна партија, каде што 50 учесници од цела Европа ќе разговараат и дебатираат на темата за младите и развојот. За активностите на подмладокот на Европската народна партија и за овогодинешниот централен настан, кој ќе се одржи во Македонија, зборуваме со генералниот секретар Иван Буразин. Ко генерален секретар, ќе ни кажеш ли нешто повеќе за подмладокот на Европската народна партија? Најнапред сакам да истакнам дека е голема чест што го правиме ова интервју. Навистина е голема привилегија и задоволство што сме во Скопје, кој е навистина убав град со прекрасни луѓе. Подмладокот на Европската народна партија ќе го одржи првиот состанок на Советот за оваа година со ново изгласаниот борд тука во Скопје и поради тоа целата конференција и семинарот пред состанокот ќе се одржи во сабота тука во Скопје. Ќе има еминентни говорници. Примарно сето ова е организирано од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, кои се полноправни членки и наши почитувани пријатели. Зошто ја одбравте Македонија, поточно Скопје, да биде местото каде што ќе се одржи овогодинешниот состанок на Советот и конференцијата? Како што истакнав претходно, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се наши полноправни членки. Тие истовремено се многу активни, исто така и наши многу добри пријатели. Нашите колеги на претходните состаноци одлучија да аплицираат за настанот да се одржи тука во Скопје. Според статутот, членката мора најпрво да аплицира и секако Советот одлучува по таа апликација дали ќе ја прифати. Апликацијата е прифатена и токму затоа сме тука во Скопје. Ова е техничкиот дел, но од друга страна кога зборуваме за политичката страна, за нас е многу значено што го посетивме Скопје. Како што истакнав претходно, за нас е голема привилегија што сме тука, затоа што Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се навистина почитувани. Тие се навистина силна младинска организација и имаат големо влијание. Токму поради тоа тие имаат големо значење за нас. Темата оваа година се концентрира на младите и развојот. На настанот ќе присуствуваат 50 млади учесници од цела Европа. Која е целта на овој настан? Самата тема зборува многу за целата идеја на овој настан. Ние сакаме да се фокусираме на прашањето за наоѓање на решение за главниот проблем кој ги засегнува младите луѓе низ цела Европа, особено младите од југоисточна Европа. Јас доаѓам од Хрватска и мојата земја се соочува со истите потешкоти како најголемиот број на држави, а тоа е младите и вработувањето. Сакаме да го покренеме прашањето за младите и невработеноста, но и прашањата како интеграција во Европската Унија, а сето тоа води кон прашањето за образованието и соодветните инвестиции во него. Сакаме да поставиме и рамка која ќе создаде предприемачка средина за генерациите кои доаѓаат, но истовремено и за нашата генерација. Сакаме да ја негуваме таа идеја на европски граѓанин на дигиталниот век, на пазарното општество, создавањето раст преку предприемачки вештини во предприемачка средина. Подмладокот на Европската народна партија силно ја поддржува Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за таа соработка и поддршка? Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН се полноправни членки на подмладокот на Европската народна партија. Ние имаме различен вид на членство. Најнапред сте гостин, наблюдувач, па потоа станувате полноправен член и тогаш може да учествувате во работата на Советот. Имате право на глас и да бидете избрани за членови на бордот. Унијата на млади сили се навистина многу активни и во минатото и сега, а таа активност и соработка ќе продолжи во иднина. Од политички аспект, ВМРО ДПМН е дел од семејството на Европската народна партија. Ние сме официјалната студентска организација на Европската народна партија, а со самото тоа што Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ги негува тие вредности и тие се дел од нашето семејство. Иван, ти си успешна и млада личност. Дали имаш некоја порака која што сакаш да ја упатиш до младите во Македонија? На почетокот сакам да ја акцентирам главната мисија на подмладокот на Европската народна партија, а тоа е високо образовна младина. Нашиот главен фокус е подобрување на високото образование низ цела Европа. Само така може да се создаде предприемачко општество кое ќе создаде нови работни места. Па така мојата порака до сите млади во Македонија е да се образуваат, бидејќи образованието е навистина важно, да ја поддржуваат Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, бидејќи ги познавам и тие покажуваат дека се вистинска силна организација. Младите да се посветат на она што го сакаат, да работат напорно и да не се плашат да делуваат политички во општеството. Верувам дека само така може да се најдат решенија за проблемите со кои се соочуваат сите млади во Европа, преку соработка и активно делување.
Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е полноправна и активна членка и заедно со уште 36 членови од 31 држава застануваат за демохристијанските вредности и активно делуваат во европскиот политички живот.